Така е, Бране. Спортот го најавивме во првото линковско вклучување, во второто линковско вклучување ќе го посветиме на ќе биде посветено на тема здравство. Ние се јавуваме од Центарот за јавно здравје овде во Битола и со нашата денешна гостинка доктор Светлана Поповска-Кљусевска, директорка на установа, ќе разговараме повеќе за новата услуга која за прв пат оваа година ја воведоа и која ги опфаќа лицата кои што се постари од 65 години. Добро утро, директорке. Услугата ја воведовте од 24 јули, веќе измина 2 недели. Каков е интересот, дали граѓаните почнаа да ја користат? Да, добро утро. Од 24 јули во Центарот за јавно здравје Битола воведовме нова услуга, земање на примероци, материјали за микробиолошка анализа во домашни услови за лицата на 65 годишна возраст. Ова услуга ја воведовме се со цел повозрастните граѓани како ранлива категорија да ги заштитиме од високите атмосферски температури при кои би биле изложени одејќи до и од нашата здравствена установа. Па од 24 јули можам да кажам дека десетици граѓани ја имаат искористено оваа услуга. Ова е за прв пат официјално нова услуга и во минатите години вие вршевте земање на примероци од домот, меѓутоа тоа не беше официјално. Значи, од секогаш Центарот за јавно здравје покажува грижа за постарите. Што конкретно треба да направат ова категорија на граѓани за да можат да дојдат до оваа услуга? Така. Штом пациентите добијат упат од матичен лекар или од друг лекар за услуга во нашата микробиолошка лабораторија, треба да се јават на телефонскиот број, ќе го споменам, 070 208 100, да се пријават за земање на примерок. Нашиот персонал им дава насоки како да се подготват и веќе следниот ден наша високостручна екипа со опремено возило пристапува до нивниот дом и се земаат материјалите без разлика дали станува збор за крв, брисеви, урина и слично. Материјалите веднаш се носат во нашата лабораторија за да се започне со анализата и пациентите нема ни потреба да доаѓаат за резултатите, штом се готови резултатите, тие се прикачуваат во системот Мој термин. Во Мој термин има увид и матичниот доктор и докторот кој што го закажал пациентот за анализата, па дури и самите пациенти можат да си го видат резултатот доколку е користат апликацијата Моје здравје. Како се роди идејата за оваа нова услуга и која е целта? Па, како што кажав, целта е да ги заштитиме повозрастните граѓани. Знаеме дека со високите атмосферски температури е отежнато излегувањето од дома, но овој начин ќе ги заштитиме барем во нашиот дел, ќе го подобриме нивното здравје и со тоа всушност ќе ја постигнеме и еднаквоста во пристапот до здравствена заштита. Сите да може да искористат услугата доколку имаат потреба од истата. Така, оваа новина беше воведена во периодот кога имавме екстремно високи температури. Сега можеме да кажеме дека температурите се доста пониски, па дали граѓаните се совесни, ја користат оваа услуга или се одговорни па доаѓаат? Па ова услуга повеќе се користеше додека беа доста високи надворешните температури. Нема злоупотреба од страна на граѓаните, навистина се јавуваат тие лица кои што навистина имаат потреба. Планирано е ова услуга како таква за лица на 65 години да трае до 31 август, додека и очекуваме високи атмосферски температури. Меѓутоа, тоа што е ново, што го планираме после 31 август, значи од септември, продолжуваме со истата услуга, меѓутоа повторно значи земање на примероци за микробиолошки анализи во домашни услови, меѓутоа за тешко подвижни и неподвижни лица. Свесни сме, знаеме колку имаат потреба пациентите, граѓаните за услугите, меѓутоа често пати не се во можност да дојдат во нашата установа, често пати ја одложуваат анализата, иако реално има потреба од тоа може да доведе понатаму и несоодветен третман. Затоа им излегуваме во пресред на потребите на граѓаните, се разбира во опсегот на нашите можности, во опсегот на нашата стручност, се со цел да го подобриме нивното здравје.
Граѓаните новата услуга може да користат само граѓаните на општина Битола или опфатена е поголема територија? Оваа услуга важи за Битола и за околните села. Значи тука ќе споменам и општините Могила и Новаци и околните села. И морам да напоменам дека самата посета во домашни услови, земањето на примероци е бесплатно. Така, бесплатна е услугата, меѓутоа сепак нели да појасниме за гледачите дека треба да се платат оние трошоците за анализите кои што би ги платиле пациентите и кога би дошле овде во Центар за јавно здравје. Да, услугата земање на примероци е бесплатна, се плаќа само партиципацијата, истата символична сума што се плаќа и на шалтер доколку лицето дојде во нашата установа и ја побара услугата. Така, услугата ја добиваат да примероците да им бидат земени од нивниот дом без да доаѓаат овде на високи температури, без да се соочат со гужви, со чекање. Знаеме дека на таа возраст е и доста проблематично тоа. Доктор, ќе ви посакувам успешна и во наредниот период да има поголем одзив и поголем број на задоволни граѓани од оваа категорија. Ви благодарам многу и се надевам дека граѓаните ќе искористат оваа услуга како и досега. Така, според демографските податоци во нашава држава и меѓутоа и пошироко преовладува повозрасно население и со тоа се зголемува и потребата за поголема и посоодветна грижа. Токму таков чекор превзема и Центарот за јавно здравје овде во Битола. Ја покажа нивната грижа кон пациентите над 65 годишна возраст. Уште еднаш сите да повториме дека сите оние кои што имаат потреба можат да одат кај матичен доктор со упат, потоа да се јават на телефонскиот број 070 208 100 да закажат термин и ќе бидат посетени од страна на мобилната екипа на Центарот за јавно здравје, ќе им бидат земени примероци, а нема потреба да доаѓаат и по резултатите, затоа што истите ќе бидат објавени на апликацијата и доставени до нивните матични лекари. Ги повикуваме сите возрастни граѓани над 65 години да искористат оваа можност и прилика. Бране?